Почитуван министер за сигурност на Босна и Херцеговина, господин Ненад Нешич, почитуван господине Томиć, представник на председавачот на председателство на Босна и Херцеговина, господин Цвјановиć, почитуван господине Хебибовиć, представник на членот на председателство на БИХ, господинот Комшиć, почитуван господине Кожљак, представник на членот на председателство на Босна и Херцеговина, господин Бечировиć, почитувана екселенција амбасадор на Република Северна Македонија во Босна и Херцеговина, господине Екрим Ебиби, почитувани представници на кабинетот на председателот на Северна Македонија, господин Стево Пендаровски, драги наши пријатели од Босна и Херцеговина, почитувани представници на ЕУФОР и на армијата на Босна и Херцеговина, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Големите луѓе никогаш не умираат, тие живеат во спомените на оние кои ги почитуваат вистинските вредности. Таков беше и поранешниот македонски председател Борис Трајковски, кој пред 19 години прерано и трагично го загуби животот во авионската несреќа кај Ротимље близу Мостар, Босна и Херцеговина, заедно со делегацијата која го придружуваше. Денеска сме тука да одадеме почест, со посебен пиетет поклонувајќи се и положувајќи цветќе пред спомен обележјето на вториот македонски председател кој 5 години ја водеше нашата држава. Подсетувајќи не на вредностите кои тој ги негуваше и ширеше, секогаш промовирајќи слобода, соработка и помирување, Борис Трајковски е символ на вистинско лидерство во еден исклучително тежок период, но и при сите средби со народот, дипломатите, домашните и светските политичари. Воопшто не е лесно да се зборува за големината на ликот и делото на председателот Трајковски. Уште повеќе што неговите заложби за соживот, кои ни ги остави во аманет, представуваат инспирација за секој еден граѓанин на Република Северна Македонија, за народите кои живеат на Балканот, но и во светски рамки. Тој по 19 години останува запаметен како доблесен државник, кој во еден важен транзицијски период, кога се сочивме со тешки одлуки, успеа да го зачува мирот во земјата и во регионот, да ги зацврсти меѓуетничките односи, да биде посветен на демократските идеали и на евроатлантската ориентација како вистински визионер. При тоа признаен во дипломатските кругови како неприкосновен политички лидер и добар пријател на државниците низ целиот свет. Човечноста, принципиелноста, човеколюбието и искреноста беа негови лични карактеристики. Тие доблести го правеа голем, онолку голем колку што беше голема неговата верба во Македонија. Таков го паметиме ние македонците, таков ќе остане и во спомените на сите негови современици во земјата и во целиот свет. Продолжуваме да го негуваме наследството кое ни го остави по патот на евроатлантската интеграција и пријателството со глобалните демократии, сега веќе како членка на НАТО и во пристапни преговори со Европската Унија. Во оваа прилика сакам да упатам огромна благодарност до нашата братска Босна и Херцеговина за оваа државничка церемонија, посебно до раководството на град Мостар за континуитетот во одавањето на почест по повод одбележувањето на смртта на председателот Трајковски, до општина Столац и секако до драгите жители на Мостар и Столац кои секогаш знаат да покажат топло гостопримство. Благодарност и до председателството и Министерскиот совет на Босна и Херцеговина заради тоа што секогаш беа, биле и ќе бидат со нас. Нека му е вечна слава на вториот председател Борис Трајковски и на членовите на неговата делегација. Благодарам.